Пишувам, мајко, пишувам до градот Едрене. Едрене, мајко, Едрене, на моето лиме. Едрене, мајко, Едрене, на моето лиме. Браво, ова заслужува аплауз за ваков почеток и благодариме. отворање на една емисија која што ќе биде музичка. Теодор или Теомен, уште попознат Така. Богоевски, и Бојан Доневски. Добре дојдовте во студиото. Добро ве најдовме и Магазин. благодариме на поканата. Вака да се представиме пред публиката нормално со песна. Секаде каде што одиме сме весели, така и во емисија кога одиме Така сме е. весели. Да, весело, Така да тоа е спонтано, природно. Точно Така и така, треба така со да. еден младешки дух, како Точно што така. имате. Пред да продолжиме со разговорот, имаме мини игра за вас, па ќе може Ајде. еден за друг нешто да одговарате, бидејќи вие се познавате најдобро. Доста, да. Еве, кој ќе започне? Кој е порасположен? Ајде јас. Види Добро. сашти како Ајде, не е проблем. Најголемиот трач за Бојан е Нема тако. Па најголемиот трач. Не знам што имало ли е. некоја, може би невистина која што си ја слушнал? Па дека бил голем женкар, можам тоа да кажам, дека е тоа некој. Тоа е трачот? Да, Тоа е да, невистината? Да, тоа е невистина. Не е Добро. вистина. Да, А тоа е трачот. трачот. А за Теомен? Трач. Некој каст. Да, дека касни. А не каст. А не. А не касни, стварно не. Еве, јас ќе потврдам, навреме дојде денеска. После настап, Бојан сака да... Па морам да кажам кога пред да бидеме верени, пред да нели да сакавме да си седнеме, да си пивнеме такви работи, а сега сака дома да си оди, што побрзо. Така. Најверојатно сега како да кажам, Кај вереницата. па нормално, кога си женете, ќе те скроти жена ти. Сега си бидеш фамилиарен, друго размислување, Други сега тоа е тоа. приоритети. Други приоритети, точно така. А после настап, што сака Тео да прави најмногу? Да одмара. Да. Заморно е пеењето и бара одмор после, за да може, пошто некогаш се поврзуваат повеќе свирки, ден по ден и мора одмор да има, иначе без одмор, тоа е природен инструмент, е гласно, не, хармониката Се троши. Не и треба одмора, не, само сервис. Да, ама Да. знае сето тоа да замори. Теомен најмногу се лути кога? Кажи си. Па, кога, не знам, на свирка да му почнам нешто без да се договориме. Да, некојаш кога ќе ми изненади, зборам убаво кој ќе ми изненади, јас сум весел. Но највеќе мислам дека се лутам кога доцни, тоа ми е така, јас сакам да видам точен, ама му простам така што Доснењето те да, нервира. кога ќе почне да свири, мене после тоа се ме смирува така што музиката мене ме опушта и се е простенот кога ќе почне да свири Боки, дека има златни прсти. А Бојан кога се лути? Боки Еве, кога Тео се ќе лути, каже, па кога не знам, кога не му е се потаман, кога например кој ќе одиме на свирење, ако не е добро одморен, тоа му е мислам дека прво. За добро расположение само треба да биде добро одморен, а подоцна ја можам да го... Да, колку време ви треба да се ресетирате ако имате повеќе настапи, повеќе свирки последователно, дали во еден ден, дали повеќе денови еден по друг? Па не знаеме тоа како Па реално и нема некој големо време за одмор, али ако би требало да кажам точно колку ми треба, па не знам, еден ден пауза мала и Да, пак се враќаш нормално. Периодов што предстои, ќе има ли воопшто време за одмор? Па ќе Тука видиме. се и свадбите, веселбите, верувам Да. дека сте букирани од сега. Да, имаме нормално датуми, но исто така сме отворени или за други, така што слободно може да не контактираат гледачите кои што моментално не гледат и не следат. Нормално заморно е кога се настапува ден за ден. Како и секој човек, нормално и ние ни треба нормален одмор,
Дали тоа 8 часа спиење или некои други попатни работи кои што Да. човек му се потребни нели за да функционира. Но сепак овде е вклучена и енергија, каде што ти нели ја даваш целата енергија на публиката и тоа многу исцрпува. Тоа не може да се објасни нели на луѓето. Тоа треба можат само музичарите да го објаснат дека само тие тоа што го прават, што го музицираат, они можат да објаснат. Да, музиката е посебна работа, не е као стандардно нели обична работа. Сега да не ги омаложуваме другите работи, сам но да кажам дека поише психичка работа, као немаш некое физичко заморување, ама самото тоа мислење песни, веселбата да биде како што треба и све тоа, многу луѓе, многу барања. Да, многу луѓе, многу барања. Сакаш на сите да задоволиш. Како успевате сите потреби? Тоа е, како да кажам, како што кажам, психологија, нормално, ние сме дојдени за нив. И ние сме дојдени тука да го направиме нивниот ден. Да. Без разлика тоа како бил нашиот ден, какви се нашите проблеми, кога ќе застанеме нели позади нашите инструменти или на бина или како и да сакаме тоа да го кажеме, тука завршуваат сите проблеми. Наши барем мора да прекинат. Ние сме тука да дадеме се од себе и добра позитивна енергија за луѓето, бидејќи нас не е тоа работата. А имало ли дел од некој репертоар кој што не сте сакале или не би го свиреле, отпеале? Па Одредени песни Па или? од прилика знаат луѓето од нас што може да очекуваат. И кога не повикуваат, знаат од прилика што би можеле ние да отсвириме, да отпееме. Така што и да било нешто побарано, ние кажуваме што можеме, што не можеме да направиме. Ако можеме, нормално дека сме тука да го направиме, ама од прилика се знае на нашето подневје што се бара, што се свири. Да. Освен фолк, народна музика, Да, сигурно и барати. забавна, нормално, да. забавна. Од прилика, да кажем, 80% е македонската музика. Ние гледаме да таа да даеме нели предност, но нормално доколку сакаат и другите друга музика, односно дали ќе бидат од нашите соседи или нешто слично. Нормално дека ќе направиме сепак на приватни забави, тоа е нивен ден и тоа сите барања нивни ќе бидат. Вие одите како тандем или имате и други соработници, музичари? Имаме и други соработници. Ние со Бојан се знаеме негде повеќе од можеби 10 години. Заедно започнавме фактички и ние сме како ден и ноќ. Се познаваме добро, зборам и за музицирање, па и карактерно можем да кажам. Од тогаш почнавте и со работа? Па да. Пред 10 години? Да, значи ние започнавме заедно да свириме, да музицираме, да вежбаме, така што ние и на други начини сме поврзани, фамилиарно можеме слободно да кажеме, тој ми е зет за сестра. Така што многу работи не поврзуваат и во оваа работа, како што кажав, многу е битно и карактерно да сте одмерени, бидејќи не може да биде се потамано, Да. Некогаш сме заедно повеќе од 48 часа и не знам, и со денови. Имате ли разбирање и од верениците од понежната половина за вашата работа? Има ли компромис? Бидејќи сте често и одсутни, нели, и мора да работите, да настапувате? Да, се запознаени пред да започне било што со нашата работа. Мислам, свесни се, ова е работа кај што не можеш да си често баш на 100% слободен, да можеш да се ослободиш, бидејќи свирки кои што ги имаме закажано, например, 2 месеца однапред не можеме да ги откажеме за некои други обврски. Тоа е фиксно и не може, например, слободен ден. Не постои тоа никако, не знам. Да, најтешко е за празниците, бидејќи да речеме сите празници не се работни, а например они се можеби тогаш баш слободни и баш тогаш не успеваме да бидеме заедно со фамилијата, но и кога сме со фамилијата собрани, ние пак не сме слободни, секогаш музицираме, но секогаш јас велам, секогаш одиме кај други луѓе, правиме кејфови, да биде убаво, зашто не би направили на нашите. Така што би било, ние чест, ние без музика не знам како би функционирале на друг начин. Домашните што бараат од вас најмногу да слушнат? Па секогаш, не знам, народно, најверојатно, народно, да, тоа би било некој забавно, ама од прилика народно.
Како направивте избор на песни за новите сплетови? Зурладжиски сплет, свадбарски сплет? Кој го имаше главниот збор? Па му, за таа работа оставив на Бојан. Мислев дека он најдобро тоа би го срочил. И мислам дека испадна убави сплетовите. Да биде едниот зурладжиски, другиот да биде свадбарски. Свадбарски, нели, за текот на оваа сезона. За свадбите кои што предстојат и Па зурладжиски не сме имале досега, мислам. Вообичаено па добро, можеби така се кафански микс, така нели ги нарекуваат вообичаено. Па нешто биде автентично македонско. Тоа е, како да кажам, нешто што е најбарано, сакам да кажам, и по свадбите и по приватните весели. Типи си немногу ги барат целија за тоа тие се одбрани. И тоа ни она коренот кој ќе кажат македонска изворна музика, се знае што е, дали е тапано од зурлата, кава или тоа се некои нашите изворни инструменти кои што може да погледнеме и дел неколку минути инсерти од зурладжискиот сплет, веќе оди во позадина, но ете да ужива публиката и целосно да видиме како тоа изгледало, па да ни раскажете и за видеозаписот. зурладжискиот сплет, имате и свадбарски, дали уште некој сличен проект планирате да направите во иднина од овој? Па да, сакаме да направиме и забавен, да биде комплетирана за нели како за цела забава, но потом нели ќе биде сигурно за брзо време.
Да. Какви се досега коментарите од колегите, од музичарите? Колку што може има време да ги преслушаат? Да, супер се коментарите. Исто така си помагаме со музичарите кој колку може. Мора да кажеме за аудиото кој што е направено кај Жика презимето, ќе го кажеш да не го сгрешим. Целиновски. Да. Наш колега од Охрид. Исто така видеото е направено од Ристовски медија. Исто така голем поздрав до него. Така да таа е целокупната екипа која што стои за овој проект. И околу аранжманот? Да, и аранжманот, па да, зборам за аудиото, за тоа, од песните кои што ги одбравме заедно, ние, односно, поточно Бојан беше задолжен тоа, ја бев задолжен за да отпеам, да и да испадне како што треба, Бог и за да отсвири, така. А свадбарскиот сплет? Свадбарскиот сплет, па тие се некои класични кои што се највеќе барани песни на нашите свадби. Дамјане, свадба е голема, не поминува, да. И нормално отвори порти невеста. Најлично. Можам да кажам на Бојан дека таму може едно од помилените. Да, има причина поради тоа? Не, убава е песна. Да. Ми се добаја. Како музичар, музички. Така, на колку свадби сте летово и на колку настапи каде што пак може и публика да дојде да ве види? Има ли некаде нели отворен? Да, имаме доста приватни забави, но еве сега сакам да ги потенцирам кои што можат нели нашите гледачи да дојдат. Тоа е утре на 6 мај во Крива Паланка во село Борово, ако не се лажам, така беше. Од 12 часот за Ѓурѓевден ги покануваме сите гледачи во Крива Паланка, околината на Крива Паланка, да дојдат да се дружиме заедно. За сите други настани има, сигурно објавуваме секогаш. Да, исто така и можам да кажам на 9 сега во сабота во Швајцарија, во Женева, ќе настапувам таму, но тоа е самостоен настап. Добро. Да, заедно со две колешки од Македонија, Настасија Митровски и Лидија Спасовска. Така што ете ги поканувам и нашите од Швајцарија, од Женева да дојдат да се забавуваме, се надам дека ќе се поминат преубаво и ќе имаме една незаборавна ноќ. Да, бевте и порано надвор од Македонија во странство, кои места вообичаено се? Да, ова е прво излегување надвор, така што се надам дека тоа ќе стане честа пракса. Да се скрчим разот. Се надам дека следен пат ќе идеме заедно со Бојан и така. Добро, може ли да слушнеме сега уште нешто од вас? Може, како не. Да, еве ние ќе направиме нешто, се извинувам што прекинувам, ќе направиме нешто што највеќе се бара на нашите лајвови, прочем ние снимаме на социјалните мрежи и од таму највеќе не знаат луѓето. И на TikTok, да, и на TikTok, на Instagram. И од таму највеќе не познаваат и ова е, можеби да кажеме, едно од најбараните песни. Така што сега ќе слушнете во продолжение. Татко ми вели мора да се женам, треба една добра жена да си земам, а јас пак сакам ерген да видам, кај сите убај жени на гости да идам, а јас пак сакам ерген да видам, кај сите убај жени на гости да идам, а јас пак сакам ерген да видам, кај сите убај жени на гости да идам. Мангупче сум, мангупче, и ништо не им ветувам, секој јако гулапче, кај мене долетува. Мангупче сум, мангупче, и ништо не им ветувам, секој јако гулапче, кај мене долетува. Ете малку и весело и субава атмосфера во студиото, а кажавте дека често сакате вакви песни да изведувате. Често сакаме сакаме да извадиме некои песни кои што се пееле или сега моментално ретко се пеат, а
а што биле хитови пред 30 години, да речеме. Поточно оваа песна е од Гоце Бананата, од Мангупче, постарите сигурно ја знаат, помладите можеби не. Да. Исто, нормално пееме кои што нели не дозволуваат на социјалните мрежи, нели стеа денеска е се дозволено, така што интересно, хумористични текстови, сакаме и да насмееме публиката, да расположиме. Мислам дека тоа е најбитно. Да ја разиграте. Нормално. Да. Имало ли некогаш моменти кога би било тешко да ја застанете публиката на нозе, да ја разиграте, кога нема да ви се погоди едноставно? Па, атмосферата. Се случува се. Луѓето, нели, кои што можеби во моментот ете не се расположени, не им се игра, не им се пее, а вие толку сакате да ги развеселите? Па да, но сепак сметам дека ние кои ќе настапиме со нашата енергија се друго се успешно. Да, се забора, така што мора да биде весело, не може да не биде весело. Што и да е ќе направиме само за да биде весело и да бидат сите нели задоволни. Впрочем, сите што доаѓаат нели на нашите настапи доаѓаат за тоа, за да се забавуваат. Да, па и ова што го слушаме во студиото, ете може гледачите нели да видат, да знаат што ги очекува на вашите настапи и зошто треба да дојдат. Да, но често и знаеме да ги расплакаме. Тоа се дел од емоции, тоа е нормално да ги има на настап. Често и ние не знаеме да се расплакаме на некои песни, нормално, така што... На кој, например, која песна знае да ве не знам, мене можеби највеќе Мајка од колегата Спасен Силјановски, таа исто така е многу барана на настапи, многу позната. Сестра Кани брата на вечера, така е, дека со сестра ми поврзан. Да. Тие се некои така песни кои што дека нормално е како пејач сум емотивен. И знаеме нормално да пуштиме по некоја солза, но сепак музиката не е музика без емоции. Да, точно. Така е, да очекуваме и нешто авторско од вас следва. Да. Па до сега имаме две авторски песни. Дедо и ние македонците, тука исто нели ги имаме промовирано. Имаме некоја нова песна која што ја имаме како зацртано како проект, само што треба да влеземе нели во студио и да ја отснимиме, па здравје Боже, ќе дојдеме нели тука во емисија да ја така да спромовираме и нешто ново авторско и за самиот крај или уште неколку реченици и дилеми. Негативни коментари или отсуство од било какви коментари под вашите видеа. Кога би требало да изберете? Двајцата треба да одговориме или кој сака прв? Негативни коментари. Негативни коментари. Подобро отколку воопшто да нема, така? Да, нормално. Би присуствувале на концерт на рок или рап звезда? Рап. Па и едното и другото, зашто или мора да бирам едно како... Па има, да речеме, кој жанр повеќе го сакаш, го слушаш? Па добро, поблиску, можеби за нас бил рок, неверојатно, не знам. Добро. Да. И дали попрво би станале инфлуенсери или манекени? Па јас сум бил инфлуенсер, може уште се водам како инфлуенсер. Па добро, знаеме за минатото, но ја сега во некој ново... Според фотосесијата што ја имавме правено сега во брзо време, мислам дека не сум и баш за... Не, можам да кажам дека он е пофотогеничен од мене, не знам јас. Па добро, ти повторно инфлуенсер? Инфлуенсер, да. Бојан манекен. Поделивме. Да видиме како и тоа. Ви благодарам многу за ова гостување, па да се видиме повторно за нешто убаво, пак да не развеселите вака во студио и да испромовираме и нешто авторско, како што кажавте, и најавите. И ете, ја поканувам и публиката да остане со нас, да погледне дел и од свадбарскиот сплет. Да, ви благодарам на поканата, секогаш е уживање кога ќе дојдеме во вашето студио. Затоа секогаш доаѓаме нели со музика, да биде весело на сите околу нас, не само ние што сме пред камерите, туку и позади камерите. Така што и понатака ќе се дружиме, ќе испромовираме нови сплетови, нови песни, нови музики. Нека уживаат гледачите во денот што следи и се гледаме во некоја наредна прилика. Така, се гледаме наредна прилика, а сега ќе видиме и дел од свадбарскиот сплет. Од мене, до гледање.